Ја. Бадник во Тетово е денот кој сите со нетрпение го чекаат, предвесникот на Христовото раѓање. Речиси една недела пред Божиќ се започнува со подготовките за овој голем христијански празник. Годинава заради пандемијата со коронавирусот околностите се различни, а на православните верници им се препорачува да прославуваат во кругот на најблиското семејство. Од Тетовското архиерејско наместништво го образложуваат значењето на Божиќ и божиќните празници. После Бадник е 7 јануари, Божиќ, празникот на Рождеството Христово, кој прекрасно ни го опишува евангелистот Матеј во 3 глава на Евангелието, како било попис во времето на царот Август и немало каде Пресветата Дева Марија да се породи, па нашла закрила во една пештера, каде што го родила Богомладенецот Христос. Всушност, празникот на Рождеството Христово е еден од најголемите господови празници, бидејќи вечниот Бог, оној кој што немаше тело, преку овоплотувањето од Мајката Божија прими човечката природа, односно во едната ипостас, во едната личност на Богочовекот Христос, неразделно, неизменливо се соединија божествената и човечката природа. И така, раѓајќи се од Дева Марија, се роди како човек, притоа останувајќи Бог. Се соединија божествената и човечката природа во едната ипостас Христова, притоа не губејќи квалитетите ниту едната, ниту другата природа, ниту божествената, ниту човечката природа. И заради тоа за нас е голем празник Рождеството Христово, бидејќи токму во тој ден и дојде спасението на светот. Уште од моментот кога нашите прародители Адам и Ева сгрешија во рајската градина, Бог устрои спасение, го испланира спасението и евреите го чекаат тоа спасение, жеднеа за него, го пророкуваа во псалмите, преку пророците, и кога се исполни времето, Дева зачна, и кога дојде денот за раѓањето, односно празникот на Рождеството Христово, го роди Богомладенецот, дојде Христос, се роди како човек, примајќи човечката природа, нели живееше во овој свет, го сведочеше Евангелието, правејќи чудеса, мртви воскреснувајќи, извршувајќи го целосниот план Божи за спасението. На Божиќ во сите православни храмови ќе биде богослужено празнично утрена богослужба и света божествена литургија. Од Тетовското архиерејско наместништво на сите верници од православна вероисповед им го честитаат Христовото раѓање Божиќ. Христос се роди, мир Божи во секој православен дом.